Како што каже председател на владата, навистина е чест денеска да бидеме тука заеднички со граѓаните, со фармерите, со сите присутни мидумите за да го значиме почетокот на градежните работи на овој значаен проект. Во изминатите 2 години навистина проектната единица, Министерството, Германската развојна банка, меѓународниот консултант целосно се посветија да завршат сите постапки и процедури. Потпишавме дополнително во декември месец 2017 година грант од 4 милиони евра, кој што е дел од овој проект. Како што кажа и премиерот, успешноста на целокупната оваа постапка ни даде за можност да заеднички со KfW банката веќе ја договориме рамката за следните проекти. Тоа е третата фаза од Јужна Вардарска, хидросистемот Лисиче. Двата овие нови проекти се околу 39 милиони евра, а денешниот купен проект е кој што го почнуваме околу 24 милиони евра. Станува збор за околу 2040 хектари на кој што ќе имаме еден од најмодерните системи за наводнување, 9 километри главен канал, 5 пумпни станици ќе бидат реконструирани и 85 километри секундарна и терцијална мрежа. Навистина ни е задоволство што имавме отворена, транспарентна, меѓународна постапка за избор на изведувач. Постигнавме одлични цени во тој поглед и очекуваме изведувачот заеднички со Министерството како инвеститор, со надзорот, со сите вклучени во најкраток временски период овој систем да биде ставен во функција, односно и пред рокот за завршување на градежните работи. Особено е значајно што ова е дел и од нашата владина програма, инвестициите во капиталните водоснабдителни системи. Продолжува Министерството, почнувајќи од минатата година, каде започнавме со системот за наводнување Равен речица, со изградба на браната Конско, со малите системи за наводнување. Овој е еден последователен проект, но секако дека Министерството се подготвува за низа на други капитални инвестиции кои што после 15 години навистина се градат во делот на земјоделството како значаен сегмент на нашата економија. Благодарам.